Четврти ден се завеани жителите на штипските села Драгоево и Селце. Ветерот кој создаде проблеми на патиштата во Источна Македонија правејќи снежни наноси или ѕидови, високи од 1 до над 4 метри, денеска е нормализиран, со што и сообраќајот се одвива на сите магистрални и регионални патишта во двата правци. Екипата на ИРИС денеска со техничкиот директор и надзорното лице направи обиколка на патиштата. Снегочистачката почна да го пробива регионалниот пат кон Драгоево и Селце. Иначе, можете и сами да видите што имам направено дело на природата, така да кажем. Веќе работиме со снегочистачот, го пробиваме патот. Вчера почнавме до синоќа до касните часови, денеска продолжуваме и се надам дека во текот на денот ќе стасаме до селото Драгоево. Митко Митков, одговорно лице за надзор, вели дека Светиниколскиот и Штипскиот регион биле најпогодени од бранот кој што помина. Сите патишта се проодни, нормални има остатоци од снег. Јас да речеме сум надзори на Струмица, таму се црни коловоз, за разлика од Штип што се со остатоци од снег. Меѓутоа една од причините од Штип е што дојде до тоа што многу има ветрови и права намети по коловозите на многу места и тука беа заробени сите возила за да немаме, мислам, прекин на сообраќај. Вработените на регионалната подружница на Македонија ПАД се подготуваат за новиот снежен бран, кој пристигнува утре, а третиот се очекува во петок. Техничкиот директор Коце вели дека денеска ги санираат дефектите на старата дотраена механизација, која деновиве издржа и ги оспособуваше патиштата за сообраќај. Смета дека деновиве вработените немале проблеми со снегот, туку со ветрот, кој за миг им создавал снежни наноси, а најкритично било на патот Штип-Кочани, на потегот од Долни Балван до Крупиште и кај селото Сарамзалино.